Почитувани представници на карнавалските групи, почитувани медиуми, почитувани драги гости. Денес се собравме во многу голем број, што ни е особена чест и задоволство, да ги соопштиме наградените маски на овогодинешниот 36-ти поред Струмички карнавал 2026 година. На 22 февруари се одржа главната карнавалска вечер, во која учество зедоа вкупно 39 карнавалски групи, кои продефилираа на Струмичкиот плоштад и по Струмичките улици. Како и досега, и оваа година Струмица беше домаќин на голем број карнавалисти од нашиот град, ние успеавме да преброиме повеќе од 1100 учесници. Покрај карнавалските групи од нашата држава учествуваа и карнавалски групи од Република Србија, Република Црна Гора, Република Хрватска и Република Бугарија. Креативноста не познава граници, ниту пак уметноста и музиката. Но кога ќе се спојат во едно, заедно со љубовта и пријателството, тогаш магијата на Струмичкиот карнавал ја правиме сите ние, кои едни без други не можеме. Наградата не ја прави маската најдобра, туку му дава поголема вредност на времето поминато во незината подготовка, како и поголема мотивација за уште поголема креативност. А со оглед на тоа што времето нема цена, и сите карнавалисти вложиле голем, огромен труд во нивните изработки, ова година жири комисијата имаше, веруете, многу тешка задача. Но даде се од себе за да ги награди најдобрите од најдобрите. За таа цел жири комисијата се состана и комисијата се состои од 5 членови, нема да ги откриваме имињата од разбирливи причини, само ќе спомнеме дека двајца се уметници, имаме еден етнолог, археолог, како и порадишен, долгогодишен карнавалист од долгогодишно искуство. Секој од нив даде придонес со своите поени, а Централната комисија, составени од тројца членови од нашиот организацијски одбор, беа задолжени за броењето на водовите и за регуларност. Тоа се членовите Љупка Галаска Василев, како ликовен уметник, Ана Тимова, професор по музика, и Стефан Андонов, задолжен за технички оддел. Жири комисијата се водеше спрема критериумите кои беа определени претходно, а тоа се: инвентивно идејно решение, креативно разработен концепт 20 поени. Општ визуелен впечаток во смисла на колорит, форма и целокупен изглед, усогласеност на сите елементи во маската 15 поени. Технички карактеристики како сликање, рачна изработка, конструкција, декорирање 20 поени. Усогласеност со темата, јасна порака или приказна, синхронизација помеѓу костимот, шминката, реквизитите и слично 15 поени. Начин на движење и однесување во дефилето, во смисла на интеракција со публиката 10 поени. Кореографија, синхронизација и музичко-визуелни ефекти 20 поени и традиционални и етнолошки вредности, тоа се однесува само за категорија за 20 поени. Максимален број поени кој секој член од жирито може да го даде е 100. Максимален број поени кој може да ги добие една карнавалска маска е 500. Сега ја замолувам председателката на жири комисијата да ги соопшти наградите. Благодарам. Во продолжение ќе ги соопштиме наградите по категории. Почнуваме со најголемата категорија, односно со групната маска над 50 лица или категорија А. Трета награда доделува на група Wonderland Газели со вкупно освоени 461 поен. Втора награда се доделува на маската Танцот на сонцето на СОУ Димитар Влахов Струмица, вкупно 470 поени. И прва награда се доделува на маската Цвети на свадба на СОУ Јане Сандански со вкупно 489 поени. Стимулативна награда во истата категорија се доделува на групата Струмички чудеси на Државното средно училиште Никола Карев Струмица со вкупно 379 поени. Категорија Б, карнавалска маска со 31 до 50 лица. Трета награда се доделува на маската Светот на Калимеро, заедно сме сите исти. Основно училиште Свети Кирил и Методи Дабиле, вкупно 312 поени. Втора награда, Кактуси на карнавал, Сдружение Астра, вкупно 435 поени. Прва награда, маската Аманет Струма, вкупно 458 поени.
Категорија В, карнавалска маска со 21 до 30 лица. Трето место или трета награда се доделува на Кралици на ноќта, Основно училиште Гера Стонев Просениково, вкупно 297 поени. Второ место, Игра на снегулките, Основно училиште Санто Масев Струмица, вкупно 370 поени. Уште една втора награда имаме тука, тоа се училиштето Сурферите, маската се извинувам, Сурферите на Лихниде од Основно училиште Видое Подгорец Струмица со 374 поени. И првата награда во оваа категорија му припадна на маската Меѓу силата и мудроста на Мулен Руш, вкупно 495 поени, од вкупно максимално 500 поени. Категорија Специјална награда за весела, разиграна и позитивна карнавалска атмосфера на Струмичкиот карнавал се доделува на групата на маската Назад во 80-тите на Сдружение Китки Струмица со вкупно 352 поени. И стимулативна награда за Сдружението Ора и за Сдружението Фолклорна Низа Струмица добиваат исто така стимулативна награда. Во категорија Г, карнавалска маска со 11 од 20 лица. Трета награда се доделува на групата Магелан под Царевите кули, група Мерит со вкупно 393 поени. Втора награда се доделува на маската Варварска хорда, Багашовски, вкупно 443 поени. Првата награда ја делат две маски. Чувари на мудроста, Основно училиште Никола Вапцаров Струмица со 462 поени и Струмички тотеми, Основно училиште Маршал Тито со вкупно 462 поени. Категорија Д, 5 до 10 лица. Трето место, маска Очила на илузијата, Багашовски, вкупно 270 поени. Второ место, египетски бог Анибус, вкупно 361 поен. Прво место, блескавиот був Багашовски, 367 поени. Тоа е во категорија Г, поединечна маска, 1 до 5 лица. Се извинувам, претходно требаше само категорија Д да ја прочитам, во која што има само една маска, тоа е прва награда, сите сме различни, а сепак исти на Багашовски со вкупно 432 поени. Категорија Е, награда за алегориско возило, едногласна одлука на жири комисијата. Танцот на сонцето, трето место, со Димитар Влахов Струмица. Варварска хорда, второ место, Багашовски. И прво место на групата Аманет Струма, значи награда, прва награда во категорија за најдобро алегориско возило. Категорија Ж, награда за дебитантски настап. Прво место, сребрени сиринги, Вега Кико Стил со вкупно 423 поени. Овде се доделува и специјална награда за подигање на еколошката свест, да носиме маска само вечерва од Сдружение Разбудени. Категорија З, маска со етнолошки традиционален концепт. Прво место, природата во мене, Багашевски, вкупно 433 поени. Исто така, Карнавалскиот одбор реши да додели специјална награда за силен визуелен ефект на училиштето, на Средното општинско училиште Танцот на сонцето Димитар Влахов. Мислам дека се тие. Ви благодарам. Само да кажеме, кога најавив дека жирито имаше